Корупција, криминал на високо ниво, проблеми во правосудство, ова е оценка на Европска комисија на Соединетите држави и домашни релевантни институции. Во здравството недостикаат лекови, во образованието учебници и пред се што бидна сона нема правда, нема мир, со слоганот на шарената револуција која гурна режимот на Никола Груевски пред 6-7 години. Оваа најава ја опфаќа целата состојба, причините и последиците и алудира на решенијата. Прво тоа што се случува секојдневно што го гледаме во, споменавте, здравството, образованието, на улиците, тоа се последици од корупцијата. Последици од прво недомакинското работење со јавните пари, потоа крадењето на јавните пари и нивната секојдневна злоупотреба. А слоганот што го кажавте, каде се загуби нема правда, нема мир, од прилика значи дека корупцијата ни се повторува и зема замав, затоа што нема правда, затоа што ретко слушаме дека некој е казнет за корупција и знаете онаа позната формула за корупцијата дека таа е голема кога ризикот е мал, тука ризикот да украдете нешто и ризикот да одите во затвор, односно да одговарате и да ви ги земат украдените пари, се сведува практично на нула. Значи, корупцијата кај нас е високо исплатлива и ниско ризична дејност. Таа е дејност веќе затоа што е широко распространета, многу луѓе се вплеткани, се занимаваат со неа и нема никакви последици по нивниот живот, по нивните работни места, по нивната благосостојба и така натаму. Последиците се таму од каде што парите се земени. Требало да одат, но се земени, украдени на еден начин. Лоши патишта, 5 километри пат се прави 5 години. Дали е тоа можно? Сите се прашуваме дали е тоа можно 5 километри пат да се реновира 5 години. Не од темел. Имаше една реклама Македонија и се е можно, но за тоа потоа... За жал, таа беше реклама како за можеби позитивно, меѓутоа сите сега си ја повторуваме во овој контекст во кој што зборуваме. Болниците и здравството се места каде што сите сме упатени и образованието. И затоа ги чувствуваме толку последиците. Веројатно, многумина од вас го познавте гласот на Герман Филков, новинар, истражувач и сега начело на Центарот за граѓански комуникации. Нему му посакувам добар ден. Поздравели. Ете се, крепам некако. Добро, кога се договаравме за разговорот, што ми го одложи вака при крај, беше доста болен, сега гледам си арен, па се надам дека и вака ќе продолжиме во таа насока. Имаат ли ефект овие сите извештаи и црни листи на бизнисмени, на политичари што ги прават и Соединетите држави и Европската комисија во нивните редовни извештаи? Јас мислам дека имаат. Замислете да ги нема тие притисоци на еден начин. Тоа се притисоци. Сите ние добро знаеме каква е состојбата, каква е корупцијата, што некои велат, сега они ли ќе ни кажат каква е. Да, ќе ни кажат и ние кажуваме и кажуваат и другите, затоа што на тој начин се врши притисок. Затоа што корупцијата не може да се реши поинаку, освен прво ако не се обелодени. Нели, за корупцијата тајновитоста е најдобар фактор за да може да цвета корупцијата и сите вплеткани во корупцијата имаат значи во нивен интерес е тоа се да остане тајно. Кога ќе се обелодени тоа е прв чекор за, да кажам, борба против корупцијата и извештаите црната листа. Црната листа што е? Само кажуваат кои луѓе ептен се корумпирани и за кои луѓе државата не презела, значи механизмите, системите во државата за борба против корупција не дале резултати. Меѓутоа, дел од тие луѓе се уште се на позиција на власт, имаме градоначелник на градот, општината Струга. Вака, за граѓанството, да речем, се чини дека нема ефект. Тоа е сега вака, пак ќе кажам. Да. Прво, тие што се навистина да ве стават на црната листа, треба да навистина многу да имате сгрешено и не очекувам од луѓето што се на црната листа па да имаат толкава свест да речат ајде, срамота е, ќе си дадам оставка. Не очекувам. Тоа што очекувам е преземање на системски мерки. Се најави некаков закон дека
ако некој е на таква листа, дека не ќе може да се занимава со јавна функција, ќе ги изгуби поволностите и така натаму. Тоа е за во иднина. И исто така црната листа ја сваќам и како една превентивна мерка, затоа што нема да се осудат да го прават истото што го направиле овие што се на црната листа. Инаку, кај нас одамна јавниот срам не е, да кажам, Не е срам. не е срам, не е мерка за спречување на нешто, така што меѓутоа срамот е тука, човекот или луѓето се на црната листа. Сега, освен со државата, замислете, имате приватна фирма и доаѓа да почнете бизнис човек што е фирма на човек што е на црната листа. Па имаме и такви примери. Да, меѓутоа во приватниот сектор не знам дали ќе почнат бизнис од таа фирма. Секој си го штити капиталот. Секој си го штити реномето, репутацијата во бизнис светот. Така што тоа е за во иднина, пак ќе кажам. Може би е заработена црната листа во минатото, меѓутоа последиците треба во иднина да ги чекаме. Герман, вашиот Центар за граѓански комуникации, меѓу другото, мониторира јавни набавки, тендери, процедури, има проекти чија цел да се зголемат ангажманот и борбата против корупцијата, што ќе доведе до подобрување, сега цитирам од вашиот вебсайт, на владината реакција и ефективноста во справувањето со корупцијата во сите сектори на национално и локално ниво. Има ли ефекти од ова вие што го работите? Има ефекти, иако постои една интересна работа што еден ден да не правиме нешто, веќе сме изгубиле многу нешта. Значи, борбата е секојдневна. Ако денеска еве да тргнам неколку години наназад на кратко, од се тоа што го работевме во многу полиња во кои што бевме активни, бевме поканети да учествуваме во новите закони, регулативи, подзаконски акти што се правеа во неколку области. Јавни набавки, пристап до информација од јавен карактер, спречување на корупцијата, национална стратегија за борба против корупцијата, план за отворено владино партнерство и да не ги бројам сите, стратегија за транспарентност на владата и така натаму. Секаде се обидовме да вметнеме плюс механизми, плюс алатки, плюс брани за спречување на корупцијата. Колку ние секојдневно да го намалуваме просторот за корупција со зголемена транспарентност, со барање отчетност и одговорност, тоа секоја мерка е многу краткорочна, затоа што веќе за ден-два се наоѓаат нов простор, нови начини, не би рекол дупка во законите, затоа што законите, замислете, сите закони се да пропишуваат. Нема такви закони на светот. Законот секогаш вели законска рамка. Значи, тоа е рамка у која треба да се делува, а не дека се треба да биде опишано. Сега, дали празниот простор ќе го искористиш недореченоста за позитивно или за корупција, навистина треба да почнеме да ги гледаме луѓето како индивидуи, институциите со нивниот интегритет. Да речеме, ово има интегритет, оваа институција или која води и така натаму нема интегритет. Јас мислам иднината е во тоа. Мора да покажуваме кои луѓе направиле лошо, а кои луѓе направиле добро. Не сум чул дека сме покажале некој дека направил добро, како пример да кажам. Па другите да речат, па јас сакам да ме пофалат дека сум направил нешто добро и така натаму. А што е со граѓаните? Имате проект Граѓаните против корупцијата и сакате да подигнете свеста кај граѓаните во борбата против корупција, криминал и промовирање на добро владење и одговорност. Имате некакви истражувања? Прв пат после од осамостојувањето на земјата, прв пат во лани, во наредовно истражување што се прави за перцепција на корупцијата, прв пат лани прашани кој е најголемиот проблем со кој што се соочува македонското општество, граѓаните доминантно рекоа дека е тоа корупцијата. До сега корупцијата беше на 4-то, 5-то, 6-то, 7-то место. Беа први, знаете, економската состојба, немаштијата, невработеноста, безбедноста знаела да биде прва и така натаму. Сега е прв пат корупцијата. Нас тоа ни дава за право да мислиме и јас искрено се израдував дека е тоа така, затоа што знаете и како кај алкохоличарите, додека не признаат дека имаат проблем со алкохолот, не можат да се лечат, да се лекуваат. Така и ова. Сега знаеме дека корупцијата ни е проблем број 1. Од почетокот ќе се вратам. Знаеме дека ова се што ни се случува во секторите од кои што се од витално значење, корупцијата ги јаде. И
Тоа е единствен начин да можеме да почнеме да се бориме против корупцијата. Тоа што сакаме да го направиме, ние сме активни во јавните набавки, правиме истражувања на тендери, обелоденуваме корупција, праќаме по другите институции, обвинителства, државна комисија. Има некои од личностите што сите ги знаете кои што се покренало како резултат на тие наши, да кажам, извештаи и така натаму. Меѓутоа сега сакаме да го правиме тоа со граѓаните. Сега ќе одиме во сите општини и тендерите кои граѓаните на тие општини мислат дека се сомнителни, заедно со нив ќе ги анализираме и истражуваме тие тендери. Сакаме луѓето да опипаат дека имаат моќ во борба против корупцијата. Не само да ги почувствуваат последиците, туку да знаат дека можат активно да се борат против корупцијата. Сега, кога спомнавте граѓаните и општините и локалната самоуправа, најдов на едно ваше истражување, мониторинг на јавни набавки. И тука фрапантен податок за мене беше дека дури 90% од мониторираните постапки се спроведени со задоцнување и тоа од 1 до 8 месеци. За што станува збор? Занимање капацитети или за неспособност или нешто трето? Па се заедно би рекол јас и плюс тука би ја вметнал и корупцијата. Секоја институција изработува до 31 јануари во годината годишен план за јавни набавки, кој што се објавува, кај што пишува кога планира што да набави. Се смета дека, освен тоа што за институцијата е, планот во економија е инструмент за менеджмент, за добро менеджирање на времето, на што во кој месец ни треба и така натаму. Меѓутоа, планот е и за бизнис секторот да знае да се спрема кога некоја институција ќе има поголем тендер, може во јули сака да набави нешто големо, па да не одиме на одмор, да го чекаме тендерот и така натаму. 90% институциите не ги почитуваат роковите ставени во овие планови кога ќе ја спроведат набавката. Тоа значи за лошо планирање, тоа значи дека можеби немаат капацитети, но можеби значи и дека им треба малце повеќе време за местење на тендерите. Значи, се заедно одава една лоша слика, затоа што, знаете, само кратко, набавките имаат планирање, спроведување и реализација на договорот. С тие 3 фази. Во сите 3 фази имаме ризици огромни од корупција. Во првава фаза, неспроведување на планот, сегде во светот се смета дека е една од најцрвените точки, знамиња, што треба да не предизвика да бидеме будни за тие тендери. Сега замислете, вие 90% не се спроведуваат, значи треба да бидеме будни за сите тендери. И посочуваш и медиумите како еден од партнерите во борба против сите овие криминали и неправди. Ти си новинар и од тоа тешко се бега. Како оценуваш посветеноста на медиумите во битката против корупцијата и криминалот? Ова е тешко прашање, знаев дека нешто слично ќе ми биде поставено, затоа што медиумите имаат, прво нема да зборуваме за состојбата во медиумите, таа е каква што е, гледаме во таа состојба да видиме што може, ние медиумите ги сметаме како партнери во два правца. Првиот е, имаме годишно по 1000 објави на нашите истражувања во медиумите. Медиумите сваќаат дека е тоа релевантна, добра, да кажам, добра информација, вредна за да ја понудат на својата публика од сите видови медиуми. Второ, медиумите имаме соработка, служиме како еден, да кажам, сервис за медиумите, секој што сака да истражува буџети, трошења, јавни набавки, транспарентност, ни се јавува, ние за нив знаеме да направиме за кратко време добра анализа, да им собереме бројки, што тие ќе потрошат повеќе време. Да, тоа е вашата улога, ја олеснувате. Улогата на медиумите не може, значи медиумите се клучен фактор во борбата против корупцијата. Со откривање, со известување за корупцијата. Знам дека сите медиуми немаат привилегија да се голема редакција, да можат време да истражуваат, меѓутоа можат да известуваат. Макар тоа било и на дневна основа во дневните, оние, да кажам, површни информации, така во вести, во некои кратки дневни информативни, продукти кои какви има. Меѓутоа, има и сериозни истражувачки редакции, истражувачки новинари, кои што навистина оставаат печаток и со кои што
нешто соработуваме, туку и во иднина планираме и сакаме да соработуваме. Сега ме подсети, имаме еден млад новинар, истражувачки во редакцијата наша во Слободна Европа и неодамна ми рече после серија негови текстови за еден коруптивен скандал, ми вели па ја джаве пишувам, пренесуваат и другите медиуми, дури некои политички партии на пресконференција, јаве за тоа, меѓутоа нема никаков одзив од надлежните државни институции. Го делиш ли тоа чувство или? Тоа е и јас го имам тоа чувство за нашите истражувања, меѓутоа никогаш не се знае, би рекол. И тоа е еден израз така, меѓутоа го охрабрувам да продолжи така и да види дека нешто сепак некогаш можеби ќе се случи, затоа што и од нашите истражувања гледам дека после 2-3 години ќе се јави некоја информација во медиумите дека обвинителството отворило истрага, која ќе видам, тоа е пред 2-3 години што сме го работеле или објавиле. Им треба време, не дека ќе сите истражувања ќе бидат преземени од институциите, тоа ни е најголемата болка, неказнивоста, нели ја кажавме, неказнивоста главно е поради, според мене, недоволната, слабата работа на обвинителството, потоа за судството да не зборувам, кога ќе влезат во таа процедура, меѓутоа, знаете како, сега 21 век малце се бара сите да ги прошириме своите, како да кажам, своите действувања како општествени фактори. Јас не би се двоумел ниту срамел да сум како тој новинар, па да ги испратам убаво комплетирано сите текстови што сум ги пишувал на адреса на обвинителството. Затоа што обвинителството вели нели подопрен глас, може не допрело до нив тој глас, па за да бидам сигурен дека ќе допре, и ние ги испраќаме на адреса на обвинителството. Знам дека тоа новинарите сметаат дека можеби не е нивна улога, крајно, меѓутоа реков, борбата против корупцијата во околу распространета бара секој од нас да направи чекор плюс. Во меѓувреме претежно младите работоспособни се иселуваат, да не речам бегаат од држава, меѓутоа тоа е така, веќе е епидемија станато. И ова прашање му го поставам речиси на секој свој соговорник, веројатно веќе сум во тие години кај што ме боли кога гледам дека младите си одат, има ли надеж дека ќе се оправат, работите еден убав светол ден и дека земја ќе стане членка на Европска унија или да ги достигне барем дел од стандардите за живот на една просечна европска земја? Исто така тешко прашање, не сум јас најоптимистот со кој што може да се разговара за ова или да дадам некој позитивен одговор. Јас мислам дека драматично подобрување на состојбите не се можни, драматични, можеби до известна мера да се подобрат. Прво луѓето што отишле млади, па веќе јас и мои пријатели и роднини веќе не се ни млади, таму веќе имаат и свои семејства. Не верувам дека некогаш ќе се вратат во земјава. Треба да навикнеме дека сме толку малку, уште ќе стануваме помалку. Ги знаете бројките и за природниот прирас и сите тие. Не сме единствена земја, не сме изолирана во тој дел. Меѓутоа, ќе се охрабрам да кажам ќе се осмелам да кажам една храбра изјава дека мислам дека ни треба само една 4 годишна чиста власт еднаш да се случи. за да ги поставиме работите како треба и може да бидат, па потоа потешко е да се искривуваат од таа една основа ако бија. Ние никогаш не поставивме една здрава основа. Дека вака треба да бидат работите. Секогаш во од ги решаваме, секогаш на дневна, па дури на часовна реакција. Денеска па сетете се што било во петок кои биле темите. Денеска речиси ни една тема веќе не ни е релевантна, имаме нови 5 фрапантни теми за дискусија. Така што само еден период на добро владење ни треба, за да можеме како основа дека можеби работите ќе тргнат нанапред. Тоа беше Герман Филков во подкастот Зошто, кој самиот за себе рече дека е песимист, меѓутоа оптимистички некако го заврши овој разговор. Ти благодарам што беше наш гостин. Благодарам јас. Слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате вие да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Со вас беа Дејан Балаловски и Зоран Ѓука.